Цветко. Подарок за тебе да си го носиш дома, повели Марија, подарок Ви благодарам. Едно прашање до сите дечиња, кратко прашање, кои птици се преселници, одговорете тука во Македонска радио телевизија на Facebook и ќе добиете 3 книги подарок од мене. Чао, ве сакам сите, бидете ми добри, останете во добро здравје, убав ден, благодарам, пријатен учителке ден, драго Анеса. денеска се дружа со сите вас, пријатно. Чао, чао. Чао. Драги деца, си добивме одлични подароци, а сега имаме нови гости, нашите наставнички. Здраво, наставничка. Здраво. Поздравувањето е вакво. Здраво, добре дојдовте. Здраво, Марија. Здраво. Така. Добро утро, драги Добро утро. дечиња, добро утро на сите. Најпрвен да ви се представам, јас сум наставничката Борјана Маневска, а ова е... А јас сум наставничката Елена Раевска. Ние доаѓаме од основното училиште Гоце Делчев, кој што се наоѓа во подножието на Скопска Црна Гора. И во овој момент ги поздравуваме сите наши ученици кои што верувам не следат, ги поздравуваме сите наши колеги и нашата почитувана директорка Силвана Терзиева. Поздрав до сите ученици од училиштето Гоце Делчев. Што ќе правиме денес? Што ќе учиме? Така, за денешниот прв час наменете за дечињата од прво оделение. Денешната тема е именување и препознавање на 3D формите. Одлично. Да започнеме. Ето тамо. 3D форми. Така. Колку интересно. Ајде да... Драги дечиња, пред да започнеме со 3D формите, објаснување, именување, препознавање, најпрвин да се подсетиме кои беа 2D формите. Сигурна сум дека сте ги учеле и сега што правиме? Во моите раце имам една волшебна мала торба. Ке извлекувам нешто од оваа волшебна мала торба. А вие препознајте, погодувајте заедно со нас. А јас би сакала да им покажам, да им помогнам малку на почетокот и да им кажам дека 2D формите имаат страни и темиња. Сега да видиме што има во волшебната торбичка на наставничката Биле. Погледнете, погодувајте. Што извлеков? Ајде, чекаме заедно со вас да погодиме што е ова. 4 еднакви страни, 4 темиња. Ова се нарекува квадрат. Одлично! Дали вие погодивте со нас? Се надевам. Продолжувам понатаму. Помала форма, мала асоциација. Може? Еве јас. Доколку формата ни има 3 страни и 3 аглички, а бројот 3 ме асоцира во моментот на триаголник. Така, одлично. Продолжувам понатаму. Ајде, очекуваме уште. Што имам мислам дека ти си наред. Ајде, една лесна форма. Кој извлеков? Што ли ова? Одлично, заоблена форма и се нарекува круг. Така. И одиме со уште некои форми. Ева уште една помала. 2 страни, 2 по 2 страни. Марија! Што ли ова? Како се нарекува? Одлично. Така. Се надевам дека и вие ги препознавте и ги именувавте заедно со нас. Но бидејќи ние денеска го одржуваме часот за првачињата, тие секако повеќе сакаат да учат преку слика наместо преку зборување само, ние сега ќе им покажеме неколку сликички со кои што тие полесно во просторот ќе ги препознаваат 2D формите. Да подсетам дека имаат страни и темиња, па да погледнеме. Значи 2D формите, сите овие тука убави шарени се 2D форми и еве некоја асоциација од мене и од наставничката Биле. Кога ќе погледнам некое копче, тоа ме асоцира на круг. Кога ќе погледнам слика, чии што 4 еднакви страни и 4 агли, таа ме подсетува на квадрат. Тука е писмото кој што ме подсетува на правоаголник. Се надевам дека ги почитувате сообраќајните знаци. 3 страни и 3 агли, тоа е триаголник. И тука имаме еден часовник со кој што го мерам времето за игра, за учење, за дружење и тој има
6 страни, 6 агли, значи ова е 600 аголник. 600 аголник. И сега доаѓаме до тоа што се геометриски тела или 3D форми. Јас тука сум за помош на наставничката Биле, меѓутоа да ви помогнам и на вас, само ќе ви кажам дека 3D формите зафаќаат поголема површина во просторот во кој што се наоѓаат. Па затоа сега торбичката ни е и малку поголема. Торбичката навистина е поголема, ама и потешка. Да видиме сега оваа волшебна торбичка, што има во неа. Ке извлечам полека, внимателно. Ке играме асоцијации на што ни наликува. Што е ова? Дали го препознаваме? Да. Што наликува? На топка. Топка, така. И површината е поголема и навистина е топка. Името на ова тело е топка. Што друго ве асоцира на топка? Кои предмети или нешто интересно? Еве, јас знам. Ајде, може би портокалот, а може би јаболкото, Тениското топче. тениското топче. Фудбалската топка. Фудбалската топка. Меурите од сапуница. Така. Еве, тука имаме уште едно топче и уште многу примери. Продолжувам понатаму. Одиме и очекуваме нешто интересно за нашите првачиња. Погодувајте. Што ве асоцира ова? Ме подсетува на роденденска капа. Така, точно. А може да ме подсетува на корнет. На корнет. Како се вика оваа 3D ова форма? геометриско. Корнет. Па, близко си, Цветко, морам да ти кажам, меѓутоа не е корнет, туку е конус. Конус, да. Така. Продолжувам Цветко, понатаму. тебе да не ти се јаде сладолед. Баш би лапнал. Да видиме што извлеков. Што ли е ова? Ми наликува на квадратот, што мислиш ти, Марија? Да, и мене ми наликува на Ти наликува, квадрат. ми наликува и на она со кое што играме не лути се човече, ова е сигурно коцка. Коцка. Така. Одлично. Ставена од Дали шест имаме и други квадрати? предмети што наликуваат на коцка, можеби? Еве, коцката веќе направена за не лути се човече, пакетчињата и со подароците наликуваат на коцка и уште многу други. Имаме вие и треба да ги коцка од размислите. жица изработена. Така. Супер. Ни останали уште нешто ново. Да, еве што Доста да ги извлеков. ме ли подсетува на ковчеже. Може би. На ковчеже за некое богатство, не знаеме дали е полно или празно. Некоја Меѓутоа, кутија. ме подсетува и на 2D формата. Правоаголник. Правоаголник. Така. А и квадратот И го имаме. квадрат. Како се вика оваа 3D форма? Квадрат. Квадар. Квадарот е Одлично. тоа. Квадар. Така. Да го покажеме и квадарот. И квадарот работа. е тука. Еве го. Така. И за крај ни остана уште. Продолжуваме со презентацијата. Така. Ајде, ни остана уште. Ова ми наликува на... Па не знам на што ми На наликува. цевка. На цевка. На Оджак. На Оджак. Вазна. На чаша. На чаша, да, во моментот доколку пијат топло чајче нашите ученици, сигурно нивната шолја за чај им наликува на ова. Но, секако, пак ќе повторам дека првачињата многу сакаат да учат преку слика, затоа ние им подготвивме предмети кои што ги асоцираат на 3D форми, а Ајде да ги сигурно ги погледнеме. имаат во домот. Еве го подарокот. Подарокот не асоцира на коцка. Тука ни и ковчежето, кое што рековме дека ни наликува на квадар. Ова е конусот или пак роденденска капа, се ми е мене некако околу родендените. Или корнет, како што рековте. Корнет, да. Така. Или корнетот. Го имаме портокалот во форма на топка и го имаме цилиндарот или пак како предмет буре или шолјата за топло чајче. Сега, наставничката Биле има подготвено за вас неколку гатанки. Јас се надевам дека сакате гатанки да Гатанки, погодуваме. како не, јас сум експерт за гатанки. Ајде, Така, можеме. Си помагаме, ќе ми шепкате Внимателно доколку нешто следете. знаете. Погодувајте Важи. вие, драги дечиња, заедно со нас пред малите екрани. Од 6 квадрати составени, сите исти, сите агли правилни чисти, а секој ќоше боцка, тоа ти е што?
Ајде, Мари. Коцка. Одлично. Дали и вие со нас погодивте, дечиња? Се надевам, благодариме. Одиме со следната гатанка. Како шолја за млекце пиење, како сукало за месење. Аха! Како оџак висок, која блокодер, ме познаваш, јас сум Цветко Цилиндар! Одлично! Верувам дека нашите првачиња се побрзи пред екраните. Ај, продолжувам. Тркалезна е колубеница, во играта и во спортот миленица. Низ нозете ви се мотка и се вика топка! Одлично! Се надевам дека сите ги погодивме овие 3D форми и ви дадовме едно мало подсетување како најлесно вие да ги препознавате и да ги именувате. Еве една топка Одлично, голема. да, еве уште една топка. Ајде, Цветко. Е така, сега за нашите вредни првачиња ние имаме една идеја како тие да си го пополнат времето со многу креативни работи, па една од нив е да се изработат 3D форми дома. Потребни ни се цевки и потребно ни е топче од пластелин. Значи, го формирате топчето, ги поврзувате цевките и веќе имате готова 3D форма. За оние кои што се пак малку повредни, јас би им предложила да си замесат тесто. Дали може би вие, Марија, знаете како се прави тестото за форми? Охо. Со брашно. Што би ставила? Брашно? Тие што немаат Така, пластелин, нека земат брашно, сега сите имаат брашно. Сите имаат брашно, така. Тесто! Меѓутоа да внимава да не ставиме квасец, туку не е потребно само брашно, студена вода и многу сол. И на тој начин ќе направат убаво тесто со кое што ќе си обликуваат по цел ден, а тоа ќе си биде во цврста форма, па дури ќе можат и да си го обојат, нели? И да си го чуват, неколку дена може да им трае. Ете така, тоа е активност, меѓутоа ние, затоа што знаеме дека учениците се многу вредни, би сакале да им дадеме уште една активност. Да разгледуваат добро околу себе во просторот во кој што се наоѓаат. Во детската, во дневната, нели сега сме сите внатре, па да изработат, односно да нацртаат предмети кои што ги потсетуваат на цилиндер, предмети кои што ги потсетуваат на коцка, предмети кои што ги потсетуваат на конус или пак на топка и сето тоа да си го обојат и да си го пополнат денот. Да, можат да гледат преку прозор од нивните соби и да погледнат во зградата од спротива и зградата да ги потсети дека таа личи на квадар. Квадарот, ете така. Или некоја топка да видат, некоја горе во небото, некоја свемирска топка. Може би месечината може да ги потсети на топка. Или сонцето. Тие се многу креативни и верувам дека ова ќе си го исполнат што им го зададовме. А сега да видим уште некоја гатанка, сакате уште малку гатанки да? Ајде. Мене тоа ми беше најинтересниот дел. Ајде. 4 страни, 2 по 2 исти. Со линии прави чисти. 4 агли исти. Црташ куќа, светилник, како? Сега се посетуваме на 2D формите. Што е ова? Правоаголник. Правоаголник. Одлично. Светко, колку си добар во гатање. Браво. 4 исти страни имам, 4 исти агли имам. Јас сум и на коцката помалиот брат. Јасно ви е сега, името ми е? Квадрат. Квадрат. Одлично. 3 агли, поврзани меѓу себе, како едрото што се вее. Имам јас препознатлив лик и се викам триаголник. Ете така. Еве го триаголникот. Како сонце што го грее сиот свет, како тркало на тротинет, како копче на кецела, се сеќаваш, нели? Јас се викам Круг. Одлично. Ете така, им дадовме активности, им кажавме нешто им покажавме, се забавувавме за гатанките. Јас мислам дека доволно ги изморивме првачињата за денеска. Така. Затоа сега ќе одиме на
Вториот час. Одиме директно на втор час, или не? Да направиме мала паузичка? Не знам, не Помеѓу часовите да правиме мала паузичка, мало одмор, секако. Сега звони.